Во Кумановската општа болница денеска се одржа работен состанок за организација на перинатална здравствена заштита, информираа денеска од болницата. Главниот план опфаќа препораки и ангажман на вклучените субјекти за подобрување на услугите за систем за перинатална грижа. На состанокот за мастер планот за организација на перинатална здравствена заштита присуствуваа представници од болницата и професорите Елизабета Зисевска и Ана Данева Марковска. Системот вклучува поголема комуникација и сигурност на сите нивоа на здравствена заштита, од мадичен гинеколог до родилиштата и патронажната служба, водење на ризични бременности и раѓања, изјави директорката на болницата Снежана Захариева. Глобалната агенда во здравството ширум светот е фокусирана на обезбедување на здрав живот и промоција на благосостојбата и преживувањето за мајките и новороденчињата. Мастер планот за перинатална грижа е заклучок од комбинирани напори на Министерството за здравство и Светската здравствена организација. Тој дава анализа на организирање на системот за перинатална грижа за пружање на услуги и препораки за натамошно подобрување и оптимизација на услугите, како и поддршка од системот за здравствени информации. Во реализацијата ќе учествуваат 6 перинатални мрежни единици. Едната од нив е и нашата со координативен центар во Куманово. Комитетот за безбедно мајчинство е главно тело за мрежните единици на локално ниво, изјави Захариева. Со перинаталните мрежни единици ќе раководи извршно тело во чиј состав ќе бидат инволвирани гинеколози, неонатолог, педијатар, акушерки, матични гинеколози, патронажни сестри и представници од локална самоуправа. Секако во овој проект ќе се вклучи невладиниот сектор, Project Hope и други, појаснуваат од болницата.